Лека ноќ, Македонија! Добре дојдовте во уште една епизода на вчерашни новости, која потсеќа на еден далеку познат модел на застава. Мислиш на Југо? Не, 101. Поред затоа што е 101 емисија. Very funny, Јецо, или на македонски Кикирикакара. Јас сум Јелена Александар, кој денеска ќе ја чуваме ова бувамара во студио, а од тука ве носиме чекор за ците. Дознаваме какво е секојдневието во јавниот превоз. Карта дај ми. Што карта, бе? Алфа и Буби се соочија со нов предизвик. Конечно решение за деценискиот проблем со непотизмот. Ти пола фамилија вработи сега пред месец и пол. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Canoil Bio. Природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. А сега нешто едукативно. Сите го знаеме зборот непотизам, а некои го живеат. Но оваа недела македонскиот етер се оплемени и научи уште еден збор. Додека многумина не ни знаат дека постои, некои успеваат да ги вработат. Па така министерот Бекташи ја вработил својата сестра и својата шурнајка. Новиот збор што го научивме е шурнајка, кој според комплицираните роднински односи е жена на братот на сестрата на Бекташи. Знаењето е сила, знаењето е моќ, ама и на власт да си не е лошо. Среќна вест! Конечно решение за проблемот на непотизмот во државните институции. Let's see! Да, така е, студио се наоѓаме во матичната служба каде што наводно се најде решение за проблемот со непотизмот. Се извинам, претенички едно прашање, ми јавија дека сте го пронашле решението за проблемот со непотизмот. Кој непотизам? Како мори кој непотизам? Па тој што се јавува толку време, значи на роднини на функционери се исповработија на разни места, како кој непотизам? Ти шпекулираш, бе, ти се непроверени информации, па ја немам роднини за непотизам, што ти е тебе? Па како немаш роднини, ти пола фамилија вработи сега пред месец и пол, немаш роднини, имаш некој бизнис со пелети. Само пелети сивота глата, бре, немам ништо, еве ти, види, еве ти. Гледа. И во што гледам, господје, пошто ова е малце нервозно? Да, господине, мислам, господине, пред вас стои целокупната документација на господјата, господине. Можете и сами да видите, господине, сами да се уверите во се. Да, господине, мислам, господине. Добро, во што гледам, ќе ми кажеш? Еве ти, бре, документ, сите вработени роднини ги откажав преку вестник. Немам. Сега дадов оглас, непотизам имало, ова имало, она имало, ја роднини повеќе немам, сирак сум сега. Со печат, со подпис. Чекај малце, ти не си Мара Дизел? Не, грешка си. Еве, гледај, сега сум Мара Плин, нема повеќе дизел, а за некоја година ќе бидам и Мара Електрик. Ко може држава да смени име, можам и јас. Гледаш, многу просто едноставно. Еј, девојче, бе, дај фискалната ја заборев за патарини. За малку заборавме. Кога да поработиш? Ајде, фала. Ајде, пријатно. Озбилно си го смени името?
Да, господине, на сите лични документи го има променето името. Да, господине. Мислам така е, господине. Можевте и самите да се уверите, господине. Јасно ми е, на целокупната документација си го смени името. Ете, драги гледачи, како што може да забележиме, непотизмот не постои. Останува само името да го смениме. Може еден автограм, господине? Господине. Среќна вест! ГТЦ добива зелен покрив. Тоа е насловот кој се проширен из македонските медиуми, но за нашава јавност не е се зелено како што изгледа. Покришо ГТЦ на покриво ќе добие зеленило кое е остаено на негрижа ќе овени, а жардинјерите ќе станат пепелјари, во зеленилото ќе има и нормално кафичи, кои се познати по тоа што најчесто ги има во природа и се едни од најголемите прочистувачи на воздухот. Кафичите на врвот на ГТЦ ќе го филтрират воздухо, со што скопјани конечно ќе дишат чист воздух. Во меѓувреме нема кој да го гушни ГТЦ. Многу тажно. МВР Неделава, освен што брзовремено реагираше на многобројните инциденти, напади врз граѓани и слично, кои се случија во и вон нашата емисија, полицијата се соочи со уште еден предизвик. Имено новите крајпатни табли со Република Северна Македонија, што беа поставени на граничните премини, се под надзор 24 часа на ден. На прашањето зошто и слично, ќе одговори Јелисалфета. Јелисалфета повели во програма си. Така студио се наоѓаме на граничниот премин Слојштица Ресен. Како што може да забележите на таблата позади мене, е ново поставена табла, е случаен вандализам. За да го разрешиме ова, очекуваме во секој момент да дојде полицијата, за да видиме зашто всушност. Дај си ти нормален, бе! Значи, што им прават на микрофоните, бе? Трет сезонова го гинат. После ќе и родиме друг микрофон. Полтечо. Како и да е, продолжуваме со вестите. Јелена? Како што јавува портал Алсат, имаме радосна вест. Македонија е повторно првак, а не се работи за загадување. Се работи за една нова категорија која нема да ја откријам, но задна се Финска и Данска. Македонија пред Финска и Данска! Да, добро чувте! И не само пред нив, туку и пред сите други во светот! Според истражувањата, Македонија има најголем број на затвореници кои избегале од затворите. Ова не се должи на лошиот затворски систем, туку на тоа што македонските затвореници се поспособни од своите колеги од другите земји. Вандализам доаѓа од името вандалус, што на латински означува група на прото-германско-индиски народи познати по... Скрати, Ацо, се враќаме на местото каде што последен пат е виден микрофонот на вчерашни и во едно местото каде што се случи еден вандалски акт на една од новите северно-македонски таблици. Имено некој заокружил А, што и да значи тоа, а од другата страна го нацртал омиленото овошје на никој, јаболко. Јелисалфета е уште таму. Така е студио, тука сме со дежурната екипа на МВР. Кажете ми, што правите вие тука? Па сама кажа пред малце, дежурни у школа што прават? На табла. Дое командирот вика со Боби на табла. Боби, што правиш бе? Ме не ја бука да тоа ато трви австриците. Ке речеш васпитан народ, гледаш и они шкртаат кај ќе стигнат. Ато прво избриши. Добро. Добро, супер. Мене ми го крадат микрофонот, што е најважно средство за комуникација на еден репортер со соговорници. МВР вика дека нема доволно полиција. Што ви се приоритети на вас? Како што ни се пред малце да кажав, дојде жуја табла, на табла што е? Името. Има ли поприоритетно тоа? Да, има криминал премногу во држава. Па има Груевски така избега. Зашто имаше други приоритети. Сега ќе чуваме таблата. Вие знаете дека граѓаните живеат во страв? Дека има криминал во држава? Кај има криминал, бе? Во држава има. Кај си видела криминал во држава? Па сама кажа, знаеш ли што го чува лозијата? Стравот. Ама не си била ти на лозија да знаеш. Од кај ќе знаеш? Вие младите ништо не работи, вие све МВР ви е криво. Гледај сега како работи МВР. Колега, јави се на патарина, ќе помине сега наш колега, ма цивила, нека си плати патарина, вие стопирате го доле со летни гумија. Сега ќе видиш како работи МВР. Да не требаше да трчам по него. Па да падам да се повредам, народа гледа дека. А кој бил на лозија? Бове, дај бе, кој бил на лозија, остај тоа. Види се овдека што напри. Треба на енглески ја напишеш. Како беше на енглески тоа? Како беа страните на светот на енглески?
Винтер... Не бе, Боби, тоа други беа тие. Месеци се. Исток беше ист. Така, иста буква и навре и исток. Епа... Како е за север, како е? Норд. Саут. Саут бе, Боби, пиши Саут. Како што гледате, драги гледачи, полицијата безпрекорно си ја работи работата 24 часа 7 дена во неделата. Позитивна околност е тоа што Владко Ѓорчев реши да си ги земе старите табли дома за секој случај, така што полицијата нема да има многу работа. Буби бе. Студио. Во наплив на национализам, лидерот на Обединети Грци Панос Каменос изјави дека ако грчки тенкови тргнат кон Македонија, за 20 минути ќе стигнат до Србија. Македонските институции со демант. На ова со остар демант се јави Македонија пат, од каде што велат дека ова со состојбата на патиштата е невозможно, земајки ги во предвид дупките, нејасниот тек на сообраќајот кај Демиркапија, патарините и гужвите на граница. Од Македонија пат сугерираат Каменос да почека да се довршат патиштата и автопатите кои се градат, па да дава вакви изјави. Денеска во Холивуд се одржува 91-то издание на Оскарите во организација на Американската филмска академија. Но правење на добри филмови нема само во Холивуд. Во Македонија секојдневно сме сведоци на глумењето лудило и филмовите кои не ги прават нашите политичари. По тој повод, во организација на вчерашни беше одржано и првото доделување на политичките Оскари во Македонија со мојата колешка Јелена. Добре дојдовте на првото официјално доделување на локалните задругарски Оскари во филмска Македонија. Ние сме вашите домакини Јелена и Љутви. Љутви повели. Започнуваме со категоријата за филм од немакедонско говорно подрачје, во која номинирани се Али Ахмети за филмот Иста песна 20 години, Зијадин Села за Фениксот од Струга и Бујар Османи за комедијата Чија е таа коса. И наградата оди кај Док се чукамо и ударамо груди мама, Зоран Заев. А сега одиме со наградата за најдобар спореден актер. Номинирани имаше многу, околу нешто повеќе од 2 милиона. А добитник е Лицето НГ за улогата во филмот Зад границите 2018-та Одисеја во Хехервар. Да, и пристигнавме до предпоследната категорија за вечерва. Го бираме најдобриот сценарист. Оваа година во Македонија имаше многу сценарија, но изгледа само едно успеа да ја победи фрагментарната драматургија и да направи исчекор кон линеарно дејствие. Скрати, Љутви. Секако, за филмот Последни струмички цар, победник е Зоран Заев. Не верувам дека баш тој го пишувал сценариото, но одиме понатаму со категоријата во која дознаваме кој е најдобриот филм за оваа година. И тоа според гласовите на публиката. Стискаме палци. Значи, според гласовите на публиката, ниту еден кандидат го нема исполнето потребниот цензус на гласови. Затоа, оваа година ќе ја скокнеме оваа награда. Се гледаме до година на сателитските канали од некоја друга држава. Правда за Киргистан. Мерил Стрип. Вест од Македонија ја шокираше целата светска јавност. Погодувате, се работи за расколот и обидот за пуч во круговите на партијата Левица.
Како што изјавуваат од левица, таму се случува пуч, а уште не е јасно кој кого пучи, односно кои се пучистите. Како и да е во овие превирања, Димитар Апасиев во титоистички стил ја променил бравата на канцелариите на левица. Сепак другите членови не се откажуваат од револуционерните текови и велат дека ако треба, ќе влегуваат низ прозори и оџаци и ќе продолжат со работа. Сите три члена на левица се тешко повредени од ова што се случува. А сега одиме со воопшто не најгледаното шоу, затоа што оди прв пат и не знаеме како ќе помине. Шоуто во кое ќе се откријат многу вистини, ќе паднат многу маски и уште нешто може да падне. Да видиме. Леле, што не снајде? Македонски аутсайдер. Ова е првата емисија, Македонски аутсайдер, кој што ја разбранува јавноста, народот и до Иранското езеро од македонска страна. Со мене еден контраверзен бизнисмен Маријан Филев. Сака да остане анонимен. Поради моја сигурност и јас ќе останам анонимен. Маријан, да започнеме. Како изградивте својата империја? Видете, тоа време почнав со видеорекордери у Бугарија. За после тоа до ембаргото и да ми тргнем од животот, па на 32 направив првата зграда. Се шпекулира дека сте шверцале и цигари. А никако, не, тоа не е точно, јас сум по вискито и башка не сакам да ги трујам младите. Добро, но како изградивте зграда? Треба најаш човек да ма купиш куќата. И са него не му даваш пари обично, ја немам никакви пари, шема ует правам. И ќе му понудиш едно станче за стариот, едно станче за малиот, едно дуќанче и мирна глава. Доста великодушно од ваша страна. Се за народот, брат, се за народот. Ама па сега немаш и треба нешто за нас достане. Ја немаш математика да правиш зграда од 3 спрата. Така? Што е зграда на 3 спрата? Врска нема, така, нема поента. После тоа идеш кај градоначалникот, он ти е бизнис ориентат. Добар ден, вака и вака уште 2 спрата кренем, он ќе ти побара стан, најверојатно. Сега ти ако сакаш, мислам он може и 2 да побара и 3, ако си голема душа отворена, јас шема правам за секој, 2 стана. И одма е по-друго. И потоа сли ќар. Бе, каков ќар, бе, ќар? После тек треба дупот да го средуваш, бе, ќар, вика. Како дупот? Па така како, идеш вамо со лубрикант. Знаеш што ти е лубрикант у модерно време? Кеш. Ама, чекайте малце, не мислите дека ова е малце незаконски? И не, угаси го светлото, бе, угаси го. Ке ме откријат, идиот. Не мислите дека ова е незаконски неморално? Како бе неморално, бе, како неморално? Оној човекот со куќата, со фамилијата, среќен. Градоначалникот среќен. Јас среќен. Оние што гушкаат дрвца, ондека што сакаат да бидат познати на телевизија, ги има, среќни тие. И кај е тука криминалот? Кај е криминалот? Што да си среќен е криминалец? Секој што е среќен, јас сум криминалец, ако е среќен човек, сум криминалец сум човек. На Македонија требаат повеќе вакви луѓе кои што шират среќа. Ако ова емисија не направи цунами во Иранското езеро од македонска страна, во наредната епизода ќе гледате што се случува со рудниците на животот во Источна Македонија. Ајде. А сега една радосна вест од стартап културата. Имено младите студенти од домот Кузман Јосифовски Питу смислија иновативен начин на одлагање на отпадот. Ова гадна депонија е прва од ваков вид во свето и познати универзум. Ако досега тие го одлагаа својот отпад во паркот пред домо, во обид да ја заштитат животната средина, тие почнаа да го фрлат отпадо на покриво каде што нема да му смета на никому, освен на птиците. Ама кој ги еба птиците? За ова иновација тие конкурирале и во фондот за иновации, а ова може да значи и многу на светски план во борбата со отпадот. Честитки за иновацијата тие добија од премиеро Заев и председатело Иванов. Браво студенти, иднината е во ваши раце. Путец. За овој човек не треба посебна најава. Остар кон политичарите како тазе ножици кога поминуваат низ коса изгорена од бланш со 12% хидроген, најмил меѓу тетките. Абе режија, бе, стари ви се форите, бе. Значи, и глупи се башка.
Еве го, вака така и февруар помина. Ти знаеш ли, мали, дека жените у февруар најмалце правеле муабет? Демек 28 дена имал само. Винцеви глупости. Деца, путец не би бил путец да има цело време иста музика, бе. Еве ги сега мајски опер скидат, види го, ајде, идеме мали малца класика. Слушајте ова, северски бербери, тоа ти е. Мали, дај бе пати сапуне моја главата тамо, не туку ми губи време ти. Добро и шефе, до кога ќе сапуњам мачори овдека? Сакам да шишам, да пробам да шишам. Имаш време ти кога ќе шишаш, сапуњај тамо. Треше државно и се вработам, таму ќе седев по цел ден, ќе си лижев нешто и ќе си имав занимација. Какво државно, бе, не биди будала ке ти ќе бидеш неспособен. Ти си, бе, предприемач, утре ќе станеш мајстор, бе. Ја не знам што прават тоа што ги бутаат по ова, само лоше услуги им прават на децата, бе. Ги бутаат у институции државно да работат и што утре ќе го направи неспособен, бе. Па слушај што ти кажува путец, бе, утре ќе дое време, нема да може да ги оженат, бе. Као нашо ни вика, бе, знаеш, види го што е убав факултет, заврши све, војска не служел, исто ќе вика, бе, види го што е убав ваков факултет, све работи државно, штета, не може да го ожениме. Али на путец му е најстрашно тоа што овие родители, бе, што ги прават неспособни деца. Ги бутаат тука у институции, ќе ги набутаат, уствари, они не веруваат у економијата, бе, они не веруваат у тоа за што се залагаат, не мафтаат само тука. Ќе го направи неспособен тамо, ќе го бутне у институција, ќе зима 300 евра, 400 евра плата и што ќе биде тој? Место да го направи предприемач као дете, види го дека утре има да биде мајстор стилист тука све. А вика, држава била сервис на граѓаните. И што сервис за 6 до 12 особи, као сервис за кафе, сервисот. Гледај сега, бе, путец, што ќе ти направи? Магија. Знаеш што го викаат магионичар? Гледај сега. Оп, хоп. Видели? Ама вака не ми плаќаат, бе, треба унапред да им наплаќам ја, бе. Поста магионичар. Дај друго дете. Фигаро! Дете, не фаќај, бе, толку високи пати го гледала ми ги испука. Бе, спушти малце главчето. Изминатиот период автобуските линии на ЈСП во Скопје ги почестија редовните патници со спонтани ММЕ, кунг-фу и стрит-фајт борби во внатрешноста на самите автобуси. Овој силеџиски феномен, каде еднаш е претепан некој контролор, а друг пат контролори тепаат патник, е тема на нашиот следен прилог. Во автобус, овој пат не е Драган Вучич, туку нашата Јелисалфета. Се наоѓаме во 57-ца најдолгата автобуска линија во главниот град, каде што за 25 денари можете да се изнагледате спектакуларна тепачка. Мајсторе, кочи! Ајде да видиме кој има билети, а кој нема. Ајде, ти си прв. Ајде, брзо, ајде. Добар? Ајде, карта. Шо е, бе, кој е ова? Ја. О, ти? Да. Ајде, дечко, карта. Мо? Шо молиш, бе? Карта дај ми, бе. Шо карта, бе? Пај се да и со мене надо. Кај да дојаме, што сакаш? Бегаме, не доаѓам, тргни се, бе. Не ме веќе, што сакаш, бе, тргни се, бе, што ти на тебе? Ало, пусти, што сакаш? Шефе, пусти бит, бе, дај бит, сакаш пето, сакаш. Леме, пусти бит, Банана, уе! Доста, бе, ти. Ја. Сега ќе виш преку глава од вас не можам да ве трпам, цел куп се собрате. Карта, скрп. Сега виш. Ај, сиде со картите горе, ај, горе со картите, Еј, поздрав до сите контролори. Гледаш дека моето конто многу гласно збори. Еј, дај да се спогодиме, жити све, олабавиме, затоа што ќе се затепаме. Шефе пали, пошто ќе закасниме. Сега е текст, мадам, сега за тебе специјално текст. Сега ќе видиш, ќе ти покажам на тебе што е рап. Слушай, искачај надвор, беден деликвент, тебе немаш карта, да се нацрташ тука пред мене, мајстор отвори задња, намалиов му треба школа, ако не ќе шамари, ќе платиш казна и ги решора. Тоа што немам слободна, не значи бе дека немам слобода. Не би сакал сега да ти направам непогода, дај со тебе да се спогодам. Шефе, пушти го, бусов нека вози, Кристелов те стрози. Зошто јас сум контролорот? Зошто јас сум
Зошто јас сум контролорот? Шамари за 200 евра плата, веруј ми на зборот. Подобро, искочи скоро. Дали ти ја шљакнам еднako што го ја шљакнам на овој Бора. Овој Бора. Добро бе, ве слушам од преска. Ја возам 50 седница, лесно ја почнам возам 50. Джабе галамите, будалите. Место да поделите љубов, тука се шамарате. Боро засрами се. Тројцата слаби се зашто му служат на системот, мали дали будали сме. Да, не бива тоа така. Место да си пружите рака, зашто не треба да се мрази, туку треба да се сака. Треба да се сака. Треба да се сака. И што сега ќе треба да рапуеме? Сега се враќаме со вестите. Режија, кога ќе се свестите? Да права будала од себе увек ќе ме местите. Ќе почнам со протестите. Не е смешно, а прекини со песните. Биоцелулар Anti-Age. Линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Влезниците за концертите на Горан Бреговиќ, Лени Кравиц, Стинг и Ерос Рамацоти можете да ги набавите онлайн на avalon.mk и преку продажната мрежа на Avalon низ Македонија. Скопје и Македонија се свет. Avalon Production. А сега пред крајот одиме со нашата редовна временска прогноза, директно од метеоролошката станица од Зајчеврид. Ацо, никако не е редовна и не од Зајчеврид, туку временската прогноза ни доаѓа од Кале. Да погледнеме. Good morning, everyone. In the coming days, North Macedonia will experience mainly stable and calm weather. A cold front coming from the Far East will be suppressed by warm winds coming from the south and west, meaning that we can expect calm weather and sunshine. Occasional local showers are possible, especially at the higher elevation. Therefore, we recommend you carry an umbrella with you at all times to protect you from the hazardous weather. Ацо, бе, не ова Бейли? Не бе, чув дека се пензионирал човекот? Не бе, човек, сигурно сум дека Looking ahead, spring is always nice for taking a walk in nature, and we can expect many nature lovers to crisscross the country during April and May. Our projections are for calm weather and good conditions. That is, warm temperatures and cold heads. Е, сега ќе опрашам. Excuse me, sir, are you Jazz? Yes, it's me. Ете, гледаш дека е он. Е, па што зборат после дека немало пари за джез? Гледаш човекот е, си работи, си фаќа тезгици после пензија. Guys, can you please let me finish? Because in a couple of days, I'm going to be yesterday's news anyway. Have a great day. Тоа беше се за оваа нејубилејна 101 емисија. Добро утро на сите, освен оние кои даваат оставки од морални причини кога ќе ги фатат во непотизам. Добро утро и од мене. А емисијата, ако не ја фативте од крајот, можете да ја фатите целосно на нашиот YouTube канал или на... Ја бе, бубамарата, ја собра бубамарата! Сега сте чекор за ците. Ајде бе, комчи. За кај те спремам?
За Оскари вечер. Вечер за Оскари. Гледаш, глумци. Кај нас политичариве се најлоши глумци, знаеш. Али па добро се платени кај нас тие лоши глумци, тоа ти е. Шефе, шо Оскари? Шо е, ти видиш вечер, види го. На свет. Гледај латиница како се пишува, гледај се. Не си нормален. А шо значи ова? МВР was here. За командирот.